Актуелниот ВД градоначалник на Кочани и независен кандидат за втор мандат Венко Крстевски и кандидатот подржан од ВМРО-ДПМН Владко Грозданов ќе одат во втор круг на локалните избори. Во Кочани ќе се одржи втор круг бидејќи според конечните резултати од 100% обработени избирачки места, Грозданов освои 5641 глас, додека Крстевски доби 3394 гласа. На третото место е кандидатот на СДСМ Игор Христов со 2444 гласа. Меѓутоа на социјалните мрежи вчера вечер беше објавено видео како независниот Венко Крстевски во друштво на советникот Аки Акиов, кој стана познат во јавноста по тоа што со шише удри во глава своја колешка, како слават обкружени со толпа граѓани во ромската населба во Кочани. 35 години партиите, вас ромите, ви користите како излупотребуваат. Така нема да е така! Вие сте луѓе! Секи да правиме тука! Аки се бореше за ова мало! Улици, патишта, канализација, тоа е нормална работа. Утиловите не се нешто повоку од тракање, од оризари и од другите места. Втор круг, само победа опција! Во општина Кочани, која со месеци е во фокусот на јавноста поради трагедијата во така наречената дискотека Пулс, мнозинството граѓани гласаше за кандидатот на коалицијата предводена од владеачката ВМРО-ДПМН Владко Грозданов, кој во телефонски разговор за 24 вели дека очекува победа во вториот круг и рече дека ќе се воздржи од било каков коментар за видеото на неговиот против кандидат. Ние продолжуваме со истата таква позитивна кампања како до сега што ја водевме. Продолжуваме на терен со сумирање на сите проблеми во Кочанскиот регион и понатаму остануваме на истото дека ќе бараме решение за голем дел од проблемите кои го мачат кочанското население. За вториот круг очекуваме исто така позитивна и фер кампања и позитивни фер избори и очекуваме со однос на досегашниот момент голема победа во вториот круг. Инаку, вториот круг ќе се одржи на 2 ноември, само 17 дена пред стартот на судењето за обвинетите за тешката трагедија во дискотеката Пулс, каде што животот го загубија 63 млади луѓе. Овие избори се одвиваат во сенка на катастрофата што остави длабока трага врз градот и ја обележа политичката и општествената атмосфера во Кочани.